Конфликтот во Украина ќе има силни последици врз македонскиот аграр, сметаат земјоделските здруженија. Војната ќе се одрази на повеќе аспекти од производствено-пазарниот процес. Според Ристо Велков, можно е да се блокира и производството поради недостаток на потребни репроматеријали. Сигурно ќе има негативности и во сферата на земјоделието. Мислам дека негативности ќе се однесуваат на два аспекти. И тоа прво во сферата на производство, бидејќи знаеме дека најголемиот процент на азотните ѓубрива во нашата држава пристигнува од руско-украинскиот пазар. И вториот аспект со кој ќе се соочи нашиот земјоделски производител, знаеме дека најголемиот процент пред се од растително производство од земјоделските производи завршуваа на руско-украинскиот пазар и мислам дека, знаејќи го тој податок, лека по лека надлежните институции мислам дека треба да бараат и да изнајдат алтернативни решења како и на кој начин ќе бидат пласирани нашите производи. И трговците апелираа дека годинава производството ќе биде скапо и проблематично. Тие пред се алудираа на поскапените ѓубрива поради енергетската криза. Сето тоа што е поврзано као допонски, каде треба да се потроши енергенс за да се нешто загрее или за да се нешто домодифицира, да се комплетира едно производство кај што има употреба на допунски трошкови, тоа е скапо. И тука не гледам како сето тоа ќе го надминеме. Знаеме колку се покачи струјата, ѓубривото, нафтата и сето тоа не е доволен показател да нешто гледаме у иднина дека ќе на тоа поле ќе се смени. Предвидувањата се дека годинава ќе имаме скапи градинарски производи, но и недостаток на храна токму поради намалените засадени површини. Трендот на несадење не е предизвикан од енергетската криза и сега од војниот конфликт во Украина. Туку е само засилен. Незадоволните фармери со години наназад ги оставаат незасадени своите обработливи површини.